Со неколку лета неделно, аеродромот Свети Апостол Павле, кој има потенцијал да игра клучна улога во привлекување странски гости во Охрид, останува празен. Наместо на голема врата да се промовира нашата туристичка мека, државата, велат туристичките работници, не превзема речиси ништо за отворање и освојување на нови пазари. Имаме идеални услови преку аеродромот да се поврземе и со хрватските градови, ево веќе со Србија го имаме Белград авионот, но со 4 пати неделно, така да мислам дека ќе се јави интерес и потреба од воведување на нови авионски линии од ексију просторите. Аеродромот треба да се валоризира и ефектура во повеќе насоки линии. Со тоа, колку и да се инвестира, се ќе биде повратно, бидејќи тие луѓе ќе бидат конзументи на нашите услуги. To bi sigurno bilo dobro, jer mi smo putovali 12 sati, prolazili 2 granice. Тоа секако би било добро, затоа што ние патувавме 12 часа. Поминавме 2 граници. Со авион би се скратил тој пат до овде. Конкретно, од Охридскиот аеродром сообраќаат авиони кон австрискиот главен град Виена, шведскиот град Малме, германските Меминген и Дортмунд и најголемиот швајцарски град Цирих, вели професор доктор Ангела Пасквале. Никој тоа не го промовира. Ви кажав, јас бев во Малме, во сите агенции кои што постоја во Малме, јас чукнав и влегов дали знаете за Охрид и рекоа никој нешто не знае. Значи може да замислите каков град ќе му понудиме ние на тие луѓе кои што имаат голема платежна моќ. Така јас пољаците ги почитувам, тие имаат 700 евра просечна плата. Меѓутоа ако ги земите Шведска, Норвешка и Данска каде што 4000-5000 евра вие просечна плата имате, значи не зборувам за висока класа. И во едни вакви услови, туристите од обкружувањето се приморани со часови да патуваат со автобуси за да стигнат. Од и автопатот Охрид-Кичево се гради една деценија. Голем проблем. И најголем устари проблем се летовите. Не знам зошто постои Охридски аеродром. Само се пуштаат некои чартер летови чат-пат преку лето и транспортот од Скопје до Охрид. Патот, брате, патот не е направен. Како со хеликоптер ли да ги донесеме? Крајно време е нашите власти да се зафатат со работа и да ја промовираат нашата преубава земја во европските метрополи со кои имаме директни линии, бидејќи Македонија не е земја од третиот свет, велат нашите соговорници.